Ви благодарам, почитувани колеги присутни, почитувани гости. На почетокот да заблагодарам и од моје име на сето на што мисијата на ОПСЕ и експертите на ОПСЕ го прават за Република Македонија во последниве неколку години на тешка политичка криза и сега овој период од формирањето на новата влада. Верувам дека така ќе биде и во иднина. ОПСЕ е можеби еден од клучните чинители кои што овозможи повторно во Македонија да имаме слободата на говорот и слободата на изразување. Тоа е човекова вредност и за тоа уште еднаш велам искрено и длабоко се заблагодарувам. Оваа тема денеска е нешто што требаше да се отвори многу порано. Низ годините на функционирање на јавниот сервис, ова е едно од можеби клучните прашања кое што беше ставано под тепих и ниту една структура, ниту во Македонската радиотелевизија, па ниту на политичко ниво немаше желба да го отвори и да го разглоби на начин на кој што сега се дебатира. За време на пржинските преговори се отвори прашањето од опсегот и опфатот на програмата на јазиците кои што не се мнозински во Република Македонија, или, како што Джелјо вели, помалку бројните, така, тоа е политички коректниот термин. Ти благодарам на сугестијата. За време на тие преговори беше договорено да се отвори нов програмски појас или два нови програмски појаси, така може да ги кажеме. Едниот е канал на јазикот, на албански јазик, 24 часовна програма, и уште едниот е програмски појас на јазиците на помалите заедници во Република Македонија, исто така што ќе зрачи 24 часа. Дискутиравме многу, дискутираме, дебатираме и денеска, што тоа значи за Република Македонија, но јас сум убеден во една работа. Богатството на различностите што ги има оваа наша земја треба да биде презентирано. Тоа е наша предност. Но за да биде тоа наша предност, ние мора што е можно подлабоко да се запознаеме меѓу себе. Не да живееме во различни одвоени светови, туку заедно во едно кохерентно општество. И она што Дамјан пред малку го спомна, концептот на едно општество и граѓанинот во неговиот центар е резултат можеби и на ваквото дебатирање отворено на сите наталожени проблеми што изминативе години беа присутни во општеството, а ова е едно од клучните дебати, бидејќи состојбата во јавниот сервис и начинот на кој што тој ги рефлектира културните различности многу говори за тоа какво ви е општеството. Јас потекнувам од Македонската радиотелевизија, голем дел од мојот професионален период поминав тамо и посебно ми значи МРТВ, но не смееме да говориме и да дебатираме исклучиво на едно површно ниво, затоа што не е само да ги имате програмите, треба тие навистина да имаат ефект. Оние повозрастните ќе се сетат дека и поранешната југословенска радиотелевизија имаше програми на сите етнички заедници, сите републики, државите во тогашната федерација, имаа програми на многу заедници, и србите, и хрватите, и сите други, и сведоци сме какви крвави војни се случија во таа поранешна Југославија во периодот на 90-тите години, некои од нив имаа продолжено дејствие и понатаму. Што тоа говори? Не е доволно само да имате нешто, туку треба навистина во него да вложите и да го почитувате она што се произведува. Двата нови појаси, и програмата на албански јазик и програмата на јазиците на помалите заедници, ќе имаат голем предизвик пред себе. Меѓутоа, предизвикот е и за Македонската радиотелевизија во целина. Не можете само така издвоено да ги гледате вториот, третиот програмски појас и тие да се обратијат исклучиво на заедниците на чиј што јазик зрачат. Тоа треба да биде на испреплетена мрежа на информации и комуникации. Треба првиот појас да презема, првиот програмски појас да преземе програми од вториот и третиот и обратно. Да има една размена на информации, бидејќи ништо не сме направиле ако отвориме програми кои што ќе се однесуваат само на таа етничка заедница и само таа ќе ги следи. Што ќе добие влашката заедница во Македонија ако само власите ја следат програмата на влашки јазик? Нас ни е потребна таа интеркултурна размена и комуникација. Таа е неопходна во општество како што е во Република Македонија, за да можеме и полесно да се разбереме, и полесно да се почитуваме, и многу повеќе заедно да создаваме. Кога велам различностите што значат? Тоа богатство од културен, јазичен, национален идентитет треба да го искористиме во максимум. И ова е вистинскиот правец. Ќе има многу предизвици. Буџетирањето дали ќе биде доволно или не. Јас имав средба со раководството на Македонската радиотелевизија, сегашното, тие имаат доставено програма до собранието и буџетско видување за тоа како треба да функционира МРТ за наредната година, исто така и содржинско, меѓутоа тие имаат едно видување, дебатите отвараат други компоненти што треба да ги земеме предвид, асоциациите на новинарите и другите чинители во медиумската заедница имаат трети размислувања.
но суштината е една. Имаме волја да почнеме да ги решаваме проблемите. Нема да биде преку ноќ, нема да ги затвориме веднаш, но влегуваме со чиста намера да тргнеме во решавање на клучните проблеми, а тоа е јавниот сервис да ја добие улогата на вистински јавен сервис во општеството, да биде растеретен од било какво политичко или било какво друго влијание, потоа сите сегменти на програмата да добијат на вредност и значење. Каква е таа програма на ромски јазик со еден човек во редакцијата на ромски јазик? Во моментов таква е ситуацијата. Што ако ја има? Или каква е таа програма на српски јазик што има еден или двајца? Јас разговарав со повеќе мои колеги од програмите на помалите етнички заедници. Речиси секаде е иста ситуацијата. И сега ги имаме на хартија. Велиме ги имаме на програмата на МРТ. Ги немаме. Тоа не се програми. Се знае што значи опсег на програма, технички капацитети, кадровски потенцијал и така натаму. Овој буџет можеби нема да биде доволен. Ќе треба дополнување на буџетот. Тоа ќе го правиме од година во година. И во текот на идната година, на пола година, можеби ќе направи владата пресек да види во комуникација со раководството на медиумот, со сите чинители во општеството, дали ова доволно, па да видиме дали треба ребаланс на буџетот и така натаму. Отворени сме. Но суштината е дека сакаме да ги промениме работите. И верувам дека сите вие што сте овде денеска присутни сакате тоа да оди во најдобра можна насока. Ви благодарам уште еднаш за присуството и за можноста да имаме ваква дебата и да продискутираме отворено за сите оние компоненти и прашања што низ многуте дебати можеби сме ги начнале, сме ги отвориле, ама вака прецизно и концизно не сме ги дискутирале или конкретно околу програмите на помалите етнички заедници на јавниот сервис. Ви благодарам.